Време за првиот разговор во студио и веќе нашите гости се овде. Драго ми е што говориме за нешто ново, нешто што за прв пат се случува во Македонија. Вештачката интелигенција е нешто кое непрестано го окупира нашето внимание, нашата љубопитност и нешто што и тоа како многу може да ни го олесни животот. Во Скопје деновиве се случува 5-дневна обука за изработување на проекти со помош на Miles, со помош на вештачка интелигенција и токму со нас се луѓето кои што дел од екипата која што е овде, но за наша среќа со нас е и еден, веќе ги представам заедно сите гости, еден од главните луѓе, Игор Разборник од Словенија, кој повеќе од 25 години работи во срцето на развојот на проекти финансирани од ЕУ и првиот ментор за вештачка интелигенција со помош на Miles. Игор, добро утро за вас. Good morning, good morning. Добро утро и за Сања Тодосиевич од Србија, која што е основач на невладината Супернова и повеќе од една година менаџер за промоција на Erasmus проекти заедно со Игор. Добро утро и за вас, Сања. Добро утро и за нашата Кате, Катерина Златановска-Попова, која само ова утро е во улога на преведувач. Добро утро. Ова трио фантастико поместува стандарди, поместува на вистина многу нешта и го обединивте целиот Балкан оваа седмица и верувам дека имаме многу што да споделиме од искуствата, а тоа гледачите ќе го видат и низ фотографиите кои малку подоцна како инсерти ќе одат. Игор, кој е или што е представува Miles? Actually, if I'm totally honest, we still don't know what is the Miles, but what we want to prepare is a person with artificial intelligence which will help you write the project. This is the shortest. Да, мислам дека се уште не сме сигурни што представува Miles, но на што сакаме да постигнеме е да биде персона која што ќе ни биде поддршка во пишувањето на проектите. Така. Сања, како вештачката интелигенција ја трансформира улогата на пишувачите на проекти? It transforms from passive into an active writer, since the Miles is in fact provoking with Socratic questions. And when Igor says we don't know what is it, because we can see it developing every day and it's becoming a powerful assistant in project writing. Всушност, од пасивни ги трансформира во активни пишувачи, со тоа што Miles постојано ги предизвикува и им поставува сократовски прашања и при тоа им овозможува да стигнат до различни одговори, различни агли да погледнат додека работат на одредениот проект. Так. Можат ли Miles да го користат и почетници или е наменет само за искусни пишувачи на проекти? I try to do it first for the beginners because, you know, when you start to write a project, there is plenty of things to study first. So that Miles should be supporting element for the beginners first. Се обидов да го создадам на тој начин да може да биде користен од почетници, затоа што некако тоа е во моментот гледам дека е најосновната потреба, иако е направен да може да го користат и други и поискусни и пишувачи или луѓе кои имаат малку повеќе знаење во работата со пишување на проекти, но би рекол дека е сосема прикладен за оние кои допрва сака да почнат. Така. Предпоставувам дека е можно и пожелно Miles да се користи во образовниот процес, во основното, можеби па во високото, предпоставувам, образование би били тоа како олеснителна околност да се користи во општините и во другите сектори, да? Yeah, sorry. That is the right question. In fact, this is now in project writing, but the future is surely in intervention education. So our wish is to replicate one day into education system. It can be also created as a professor's mentor for students. So
yes, we are opening a totally new door for innovations with artificial intelligence. Отвараме целосно нова врата за иновации во вештачката интелигенција и секако она што е нашата желба и интенција е да го направиме да може да се користи во образованието. Нашата визија е дека во еден момент ќе биде ментор на наставниците како поддршка во работата со учениците, но посебно нашата насока сега во моментот е да може да биде искористени од многу институции, вклучително и оние кои веќе ги споменавте. Така. Игор, која е поголемата визија, пошироката слика за сето ова, за целиот овој модел на AI менторството и каде води сето ова? When I analyze how Europe is giving money to this part of the world especially, I just figure it out as just too many, let's say, element or money staying on the table because we don't know how to use it. Because we need to apply the project to get it and we don't know how to do it. So that was one of the steps to create supporting element which can help you write the project. So this is actually to get the money for it. Кога правев анализи за она што е потребно и се огледав дека има премногу средства кои се неискористени, а се дел од европските фондови, сватив дека ова е нешто што е потребно. Потребно е да направам нешто што ќе биде поддршка, за да може полесно да пристапиме до тие фондови, да можеме да обезбедиме средства, да дојдат на вистинско место и да бидат во целост употребени, зашто кога ги подготвуваме проектите, треба да ги подготвиме на тој начин за да можат да бидат победнички проекти. Одлично. Еве гледаме и инсерти патем од изминативе 3 дена. Утре завршува, утре е 5-тиот ден всушност од оваа обука. Како можеме да ја оцениме оваа обука, како поминавме? We have a thinking that this is a really milestone and the beginning of next steps, since Skopje is the first capital of the Balkans or Western Balkans where we started, and we hope that the next would be in Sarajevo, Belgrade, Ljubljana, Zagreb, Tirana of course, and we can say that we are so satisfied because reactions are overwhelming and exciting because that communication with Miles is making people confident to write projects, and they can see this is the future of collaboration with artificial intelligence, in fact. Навистина сме многу задоволни. Скопје е првиот главен град каде што го спроведуваме ова. Во иднина плановите се да поидеме и до Љубљана, Белград, Загреб, секако и Тирана. Она што го гледаме е како од реакцијата на учесниците дека навистина се возбудени и заинтересирани за трансформацијата која ја нуди Miles во опишувањето на проекти. Но можеби треба да му дадеме и можности Игор да одговори како е задоволен од учесниците, од организацијата. Absolutely. I need to say that there is plenty of challenges with something we created which has a personality. This is like a person on the other side. So have psychology, have everything what the person would be. So, but what is super important, people love it, especially because you don't need to know anything about artificial intelligence, and you can talk, and it can be supportive, can be challenging, can be cynic, can be evaluator. So helping element, that is the feedback. Секако има предизвици кога се обидувате да креирате вакво нешто кое го создавате да има форма на персона. Секогаш не секогаш се сигурни што ќе добиете и каква ќе биде реакцијата, но луѓето го сакаат. И она што е најважно е што добивате постојано различни аспекти од низ одговорите, така да може да биде ваш ментор, може да биде циничен, може да биде... Јас веќе го говорам во машка
Омашки род. Домашки род може да биде практично во различни улоги и при тоа да ви биде поддршка во пишувањето на проект. Да, уште едно прашање за Игор како креатор на Miles, морам да му поставам. Игор, во колкава мера го олеснува подготвувањето, изготвувањето, пишувањето на проекти и дали ни заштедува и време, патем? Miles. Miles can be really supporting element just because every time is available for you. So 7 o'clock in the morning, whatever is your rhythm of the working, you know. And what I see, not even the beginners, also somebody who is, let's say, very experienced can work with it as well, you know. So that is, for example, for me was totally new approach because I can think about idea and everything else will be done by the artificial intelligence. That is a new approach and difference. Она што е добро во ситуацијата е што постојано достапен. Буквално кој да е вашиот ритам на работа. Никогаш не е нервозен? Не. Не. Вашиот ритам го следи вашиот ритам кога и да ви потреба. Љубезен е, културен е. И во рамки на целото тоа всушност е нешто што постојано ви е поддршка и помош во опишувањето. Так. И за крај на разговорот и за двајцата едно прашање. Кој е најдобриот совет кој што можете да го кажете за гледачите, бидејќи факт е дека има еден голем дел од нас луѓето кои имаме отпор кон се што е непознато. Кој е најдобриот совет поврзан со вештачката интелигенција? Thank you for this question. In this era where people are afraid of artificial intelligence, when I met Igor, it was like an eye-opening moment that you can use artificial intelligence as your partner in work. And when we started using it, we discovered that this is the future because many researchers shows that the future of collaboration with artificial intelligence would be hybrid, which means human is the center. So there is no fear. I can say to your public that when they start using professionally and with the knowledge about that, their life will change. Накусо само ќе кажам дека ќе ви се промени животот кога ќе почнете да го користите, да ја користите вештачката интелигенција. Знам дека многу луѓе се плашат, но она што е важно е што треба да научиме дека треба да живееме во соработка со вештачката интелигенција, една форма на хибриден соживот во кој што партнер ќе биде вештачката интелигенција и она што е најважно, ние сме во центарот, луѓето се во центарот на работата со вештачката интелигенција. Прекрасно, Игор. For me, the easiest way to explain people how to use artificial intelligence to communicate like to the human person. Because this is your natural flow and you don't need to think so much about prompts. Of course, if you need to go further, it's different. But for the beginner, nothing else. Communicate like with the person, natural. Игор вели, обидете се да комуницирате природно, како да разговарате со друга личност. Не треба да знаете многу за создавањето на промптови, можеби за понатаму во некоја друга фаза, но на почеток е само доволно да разговарате, да се однесувате најнормално како да разговарате со друга личност, на тој начин ќе добиете најдобри резултати. Прекрасно. Ово беше навистина многу интересен разговор. Не успеав само да ги прашам нашите гости дали ви се допадна Македонија? Of course, we like it and we are very grateful to our host. And I can say that Macedonia has the best experts in project writing. Да, секако многу ни се допаѓа Македонија и би рекла дека ги има најдобрите експерти за пишување на проекти. Прекрасно. Игор? I've been many times in Skopje, but every time I'm super impressed with the hospitality of the people, and that is that warmth in the people. That is the best thing what I get here. Многу пати сум бил во Скопје, но секој пат успева да ме освои, да ме изненади, да ме импресионира
топлината на луѓето и приемот кој го дочекувам, со кој ме дочекуваат. Так, верувам дека. Извине, ако може само да се заблагодарам, што се тие тука наши гости, навистина сме многу почестени да ги имаме. И уште една благодарност до граѓанскиот ресурсен центар кои се наши домаќини каде што ја одржуваме обуката. Знам дека ќе им значи да ги поздравиме, прекрасни професионалци се и се огромна поддршка за нас кои сме во невладиниот сектор да можеме да имаме место каде да донесеме вакви експерти да реализираат обуки во Македонија. Навистина сме благодарни на овој разговор, кој што и тоа како многу е важно да се сподели еве вака јавно, особено за сите оние љубопитни истражувачи кои непрестано сакаат да бидат во чекор со новото време, а се знаеме дека во новото време вештачката интелигенција ќе го има се поглавниот збор и ќе ни биде се од поголема помош доколку се охрабриме да ја користиме. Ви благодарам многу што ова утро бевте наши гости, што споделивме вакви работи кои за прв пат се случуваат и ние имаме честа да го споделиме тоа за прв пат од регионот се случуваат во Скопје. Благодарам за некои следни обуки, за некои следни подвизи се гледаме повторно. Добри дојдени сте во нашето студио.